Прво, што треба да им се направи? Ако се не е само ќе ги ставиме во преамбула, ако ги ставиме, првото што треба да им обезбедиме право на образование. Тоа значи бугарски школи, како во време на екзархијата. Значи СДС не враќа 150 години назад. Следно што треба, ТВ програма на македонска радио телевизија да им обезбедиме, канал, каде што тие ќе си шибаат бугарска пропаганда дека ние не постоиме. И сето тоа јас и вие со наши пари ќе го плаќаме. Значи таа Ванчо Михайловистичка политика ние ќе ја плаќаме, не како сега бугарски тајни служби да ја плаќаат. Следно, национални установи овој закон им гарантира. Тоа знаете што значи? Бугарски народен театар, бугарски градски библиотеки, ете тоа ќе треба да го прави. Или државно финансирање на проекти од култура кои промовираат традиција. И ние со наши пари, овие иредентистички намери нивни, треба да ги плаќаме антимакедонска култура. Затоа што они ја нотира. Чекайте, има уште. Закон за празници треба да го измениме. И да го ставиме на бугарското малцинство, закон за празници, ќе му рече 3 март, денот на ослободувањето на Бугарија. Со Сан Стефанскиот мировен договор, кај што Македонија е дел од Бугарија. И ние тоа треба да го внесеме во закон. Следно, задолжителни пратенички места ќе бараат, како што е во некои земји. Значи, бугарска иредентистичка политика со пратенички имунитет. Ќе ни влезе некој со бугарски пасош, кој што ќе се декларира од вчера како благонадежен булгарин и тој ќе има ќе ни вади транспаренти како во бугарско собрание и него ќе го штити пратенички имунитет или квоти за вработување. Ќе се вработуваат по квоти, како што сега со овој балансер наш Тимон ќе се вработува. Значи не е така ова само ќе ги внесеме бугарите. Знаете какви правни импликации има? Баш поради тоа што сме држава која признава малцински права.